Почитувани гледачи, добар ден. Заедно сме со уште едно издание на отвореното студио на телеканал А1. Денеска на наше големо задоволство наш соговорник е градоначалникот на општина Валандово, господинот Никол Чечурлиновски, со кого разговараме за предстојните манифестации во општина Валандово. Градоначалниче, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добро ве нашал, благодарам за поканата и секогаш ви стојам на располагање да се што се случува во Валандово, граѓаните во поширокиот регион бидат запознаени со нашите активности. Така. По повод 6 ноември секоја година се одржуваат низа активности и настани. Како оваа година општина Валандово ќе го одбележи денот на ослободувањето на градот? 6 ноември е ден на ослободување на градот, како што кажавте. Тој е ден кој што генерации и генерации наназад го прославувале, така и ние продолжуваме, бидејќи без постарите генерации ќе го немавме слободно Валандово и да не кажам пошироко регионот. Должни сме да тој ден кога пред од 1945 година кога е ослободен градот Валандово да му посветиме поголемо внимание со низа манифестации кои што се случуваат во претходниот ден, што значи и за самиот ден. Тоа е свечената академија која што ја правиме идната седница на Советот на општина Валандово, кога ги прогласуваме носителите на највисокото признание на општина Валандово, тоа е 6 ноемвриска награда, која што ја имаме тука и која што се дава на лица кои што навистина со изминатиот труд навистина постигнале и оставиле белег во нашата општина. Ние како помлади генерации треба тоа да го продолжуваме, тоа ќе биде апел и до другите идни млади генерации дека тој ден мора да биде втемелен во темелите на градот Валандово. Како се одвива оваа манифестација? Ве самиот спомнавте на која што се доделуваат и признанија на граѓани кои што дале некаков придонес преку нивното дело за општината. Така е, со моето доаѓање као градоначалника се надевам и претходните мои градоначалници и Советот на општина Валандово носеле одлуки да 6 ноемвриската награда се додели на вистина на луѓе кои што во изминатиот период долгогодишно и нивното долгогодишно работење оставиле беле, како во доменот на културата, здравството, да не кажам во доменот на образованието, оставиле свој белег кој што го паметат многу генерации наназад кај нас, меѓутоа доделуваме и признанија, сакајќи да ги мотивираме одредените организации, институции или личности да продолжат по вистинскиот пат и после низа години тоа да биде нивна борба за добивање на највисокото признание, тоа е 6 ноемвриската награда. Ако ме прашате, оваа година Советот на општина Валандово преку својата комисија, така велат правилата, по предлози на граѓани и институции ги разгледува барањата, ги разгледува образложенијата кои што се дадени, размислува, носи одлука, односно препорачува на Советот на општина Валандово да тие и тие награди бидат или признанија бидат втемелени во признанија. Така да оваа година, ако ме прашате, 6 ноемвриска награда, јас сум веќе 12 години градоначалник, меѓутоа никогаш не сум предложил до сега ни една институција или било што, тоа сум го оставал на владините, невладини организации, на институции и поедини граѓани. Меѓутоа оваа година, бидејќи по вокација сум лекар, проценив дека треба да го искористам моето граѓанско право без разлика што сум градоначалник да предложам личности, и тоа личности од доменот на моето делување пред да станам градоначалника, тој е лекар. Затоа ги предложив Костадин Ристов, тој е наш веќе починат и поскумно ќе му се доделува награда. Костадин Ристов, интернист кој 40 години работеше во нашата институција и кој несебично, денонокно се наоѓаше во интерес на граѓаните и нивното здравје. Особено мојата колешка, примариус доктор Елисавета Дорлојкова, која како педијатар во едно мало место со многу мал број на апаратури кои што постоеа во тој период, успеваше да се грижи за здравјето на многу дечиња. Ги предложив, поминаа преку комисијата, тие ќе поминат и преку Советот, кој што моментално сега се одржува, и сметам дека навистина го заслужуваат тоа, бидејќи зад нив стојат 40 години работен век, а многу генерации, па да не кажам сега и мајки, се сеќаваат на овие доктори.
Исто така имаме и еден професор, Раденко Костадинов, тој е човек кој што работи во основното училиште Страшо Пинџур, наш музиколог, кој што наназад 3-4 години веќе освојува републички надпревари и тоа прво место на републичките надпревари во мандолински оркестри. Да не кажам, се наши амбасадори во мандолинството, имаме некоја замисла да направиме огромен оркестар од мандолинство, така да децата кои што ги добиваат наградите, општината има донесена одлука да понатаму купуваме нагледни средства, гитари, мандолински оркестри, како би успеале да го подновуваме оркестарот со инструментите, бидејќи тие им се основа за нивно делување, а на тој начин и да го зголемуваме интересот кај децата за оваа секција. Исто така Кут Гоце Делчев, знаете дека пред ланската година славеше 70 години од неговото постоење. Тој е вистинскиот амбасадор на општина Валандово, особено во доменот на култура, и не постои манифестација во општина Валандово во која што они не се наши промотори и луѓе кои што покажуваат дека општина Валандово на вистина има игрорно друштво онака како што го заслужува. Ние имаме и во другите населени места, меѓутоа Кут Гоце Делчев ќе го добие ова признание ради неговото 70 годишно дејствување. И на крај ловечкото друштво Орел, кој исто така постои многу години, во кои што членувале веќе и покојни луѓе, друштво во кое што не постои политика, друштво во кое што секоја година кога го организираат манифестација, крајното собирање по завршувањето на ловната сезона, се собираат многу луѓе, го прославуваат, луѓе кои што покажуваат како треба да се делува во спортот и како младите луѓе покрај другите спортски активности можат да продолжат по вистинскиот пат, а тоа е здравиот дух на младиот човек, бидејќи не постои ловец кој што не е добар спортист. Оваа година исто така ќе доделиме и признание, и тоа признание ќе доделиме на една мобилна екипа. Оваа година во општина Валандово се случија многу пожари. Како од локален карактер, шуми и така, меѓутоа покрај противпожарното друштво ние имаме и од подружницата Саланџак во општина Валандово луѓе кои што во летниот период кога имаме вистинска опасност од пожари, имаме една мобилна екипа која што дежура деноноќно заедно со нашите професионалци против пожарната служба и кои несебично се извршуваа својата работна задача и овозможија да хектари и хектари не бидат опожарени и на тој начин индиректно ја спасат општина Валандово и Република Македонија. Затоа даваме признание, а пред малку кажав дека тоа ќе биде мотив да и понатаму продолжат со своето несебично делување во противпожарната служба. Исто така ќе дадеме и на други подружници за успешно ракување во нивното делување. Тоа ќе бидат многу други спортски друштва кои што постојат на нашата територија, како женскиот фудбал, како младинската школа во училишниот спорт, меѓутоа тие ќе одат со признание. Како се одвива процесот на одлучување кој да ја добие наградата 6 ноември, што е пресудно за еден поединец или организација да ја добие оваа значајна награда? Многу пати пред малку е загатнав оваа тема и кажав дека 6 ноемвриската награда како највисока награда, да не зборувам за признанијата, треба да има многу високи критериуми за доделување. Јас сум на став, а и многу луѓе околу мене, особено вработените во локалната самоуправа, дека 6 ноемвриската награда, доколку немаме вистинска личност, бидејќи се работи за мала општина и не треба да ја доделуваме доколку на вистина кандидатите кои ги предлагаат не ги исполнуваат условите. Моје размислување и размислување на вработените и дел од членовите во комисијата е дека за да добиете 6 ноемвриска награда, како што кажав пред малку, зад вас треба да стои минимум 20-30 години работен стаж во кој што сте се докажале во позитивна смисла. Значи, сте помогнале, сте оставиле впечаток, сте дале пример на младите и постарите генерации како треба да се посветувате и да работите за својата општина. Бидејќи секој добитник на 6 ноемвриската награда, па и градоначалник како прв човек, не може да добие одредена награда
или да биде градоначалник ако не си ја сака својата општина. Вие сите ние работиме за одредена материјална сатисфакција, меѓутоа имаме и општествена одговорност. Токму овие луѓе кои што се предложени како добитници за 6 ноемвриската награда, покрај своето тековно работење и убавување на своите работни задачи, имале и општествена одговорност. Нешто сработили надвор од нивниот домен, а со позитивен пример кон помладите генерации како треба да се однесуваме и по кој пат треба да чекориме и да одиме. Така. Освен оваа манифестација, што се друго опфаќа програмата за одбележување на празникот на градот? Програмата е доста богата. Јас би кажав и во претходниот ден се одвиваат низа активности. Во средноучилишниот центар Гоце Делчев имаме спортски игри кои се одвиваат на ново изградениот стадион кој беше финансиран од владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт. Таму се одвиваат активности. Потоа имаме нашето планинарско друштво во недела, кога ја имаме свечената седница и доделувањето на наградите, прави огромен регионален марш на кој што ќе имаме околу 500 учесници, кои што ќе тргнат по падините на Плавуш. Многу интересантно што тука имаме од најмладите до најстарите генерации. Добро организирани, водачи добри, и на крај имаме една прослава, собирање на манастирот Свети Георгија, кој што представува наша атракција, и каде што ќе се соберат сите помлади и постари генерации. Имаме заедничко дружење со ручек, со музика, и сметам, еве и ги поканувам сите друштва и тука од Струмица и од Струмичкиот регион, најверојатно нашето ловечко планинарско друштво, се извинувам, ги има покането и дека ќе учествуваат и на тој начин ќе дадат придонес околу масовност. Исто така имаме свежо положување на цвеќето на паднатите борци, кој се наоѓа во градскиот парк Пеонија, кој се наоѓа во центарот на Валандово, и тоа ќе го обават градоначалникот и советниците и постарите лица од борците. Имаме во Домот на културата имаме колонија на уметнички слики, и тоа ќе бидат изложени сите уметнички слики на сите досега одржани ликовни колонии. Валандово има секоја година годишна ликовна колонија. Ликовната колонија е од интернационален карактер, значи на таа колонија се сликаат слики на гости од Бугарија, Турција, Србија, Босна, Хрватска. Така да директорот ме обавести на Домот на културата дека ќе бидат изложени сите дела, така да сите оние учесници и гости кои што ќе ни бидат, а манифестацијата ќе се одржи во Домот на културата, ќе успеат да го видат богатството кое што Домот на културата и општина Валандово го има, бидејќи се работи за негде околу 400-500 платна. Тие платна се насликани можеби пред 20 или 30 години од млади ликовни уметници кои сега се веќе и академски професори, што значи тоа се слики и вредни, а нашата големина е што во депото ги чуваме, и кога овие уметници, бидејќи насликале наназад 30 на години многу дела, кога прават ликовна колонија им ги даваме, бидејќи они претходно ги оставиле во Домот на културата како наша собственост, им ги даваме да одат на изложби и во други градови и во други општини, па да не кажам и во други држави. После тоа имаме на крајта, поканени се гости, сите стопанственици, сите функционери кои биле наназад 20, 30, 40 години, бидејќи општина Валандово е стара општина, големо внимание посветуваме да некого не заборавиме, и на крај нормално имаме некаде околу 13 или 14 часот, имаме коктел, каде што ќе имаме заедничко дружење со луѓе и особено од постарите генерации, како би успееле да не прашаат и да размениме одредени искуства за воопшто делувањето и случувањето во нашата општина. Кога веќе го спомнавте традиционалниот планинарски марш во организација на Планинари Југ Валандово, дали и вие учествувате на овој марш, особено бидејќи нели по професија сте лекар и на тој начин сакате да ги поттикнете младите од Валандово почесто да се рекреираат на овој начин? Јас на овој марш не ќе можам сега да учествувам ради тоа што ќе бидам задолжен околу организацијата и покрај тоа што имаме служби кои што тоа го организираат, меѓутоа ќе им се приклучам на крајта кога ќе доаѓаат особено младите генерации, бидејќи по вокација сум
лекар кој специјалист по школска медицина кој се грижи за здравјето на таквите деца. Ке се појавам од аспект на тоа да им покажам, бидејќи спортист сум, да им покажам дека и едноставно да ги им дадам еден потик дека и понатаму треба да се занимаваат со тој спорт на манастирот Светија Ѓоргија, бидејќи имам активности околу положување на цвеќето и околу организацијата на свечената седница која треба заедно со Советот и председателката да се одржи во Домот на културата. Кога сме веќе овде да поразговараме и за Фолкфест Валандово, знаеме дека веќе е укината забраната за емитување на македонска музика, па според тоа еве кога ќе се одржи фестивалот? Јас сум 2 месеца човек кој што кај кој се појави една депресија во целата работа. Фолкфест Валандово, сега ќе ви кажам зошто. Фолкфест Валандово е бренд, нема што да зборуваме за тоа. Првиот фестивал во Република Македонија на ново создадена македонска песна. И не верувам дека во светот има држава во која што вие не можете да во сопствената држава да слушате македонски песни. И кај мене се јави една депресија во целата работа, токму околу оваа забрана. Мене не ме интересира нити политика, нити ништо. Јас знам дека Фолкфест Валандово мора да се одржи. И моето размислување беше и дека доколку не се тргнеше оваа забрана да јас Фолкфест Валандово го одржам, па и покрај тоа што немаше да биде снимен преку јавните гледани медиуми. Наш традиционален пријател е македонската телевизија на нас за 32 години и сметав дека со нив ќе се договоревме да го снимаат, а да не го пренесуваат, бидејќи забрана постоеше. Ме радува тоа што се случи, што Министерството за култура, да не кажам и ЗАМП, може би трезвено, бидејќи во претходна моја изјава беше за молница до ЗАМП, барем за Фолкфест Валандово да ја тргне забраната. Меѓутоа што се случи, се случи. Ние имаме одврзани раце за одржување на Фолкфест Валандово. Од уметничкиот директор Орце Гелевски сум информиран дека песните се снимени, припремени. Уште пред 3 месеца ни завршија тендерските постапки за сите онија делови околу организацијата на фестивалот, особено околу озвучувањето, осветлувањето, сценографијата, сместување на нашите гости, бидејќи знаете дека првата вечер ќе биде промотивна, на која што ќе пеат сите победнички песни ќе бидат емитувани, дури ако имаме некои покојни од помладите пејачи ќе бидат испеани и во саботата, која што ќе дојде сега ќе ви кажам, ќе биде финалната вечер, на која што веќе песните ви предмалку ви кажав се снимени, ќе бидат испеани и очекувам дека ќе имаме многу хитови. Бидејќи не можеме забраната за тргнување на забраната дознавме од пред 2 дена. Значи не можеме да кажеме ние утре или задутре ако ме прашате кога ќе биде фестивалот, меѓутоа фестивалот ќе биде најверојатно во текот на овој месец и обично се одржува во последниот четврток, петок и сабота, односно во последниот петок и сабота. Треба да седнеме со директорот Орце Гелевски, со техничкиот директор, за мене како градоначалник, со директорот на Домот на културата, да се договориме, да ги обавестиме благовремено сите актери, да склучиме договор кој не ни е потпишан токму ради забраната со македонската телевизија, околу правата и обврските, да го известиме Министерството за култура и владата на Република Македонија, бидејќи они се едни од големите поддржувачи да во новата сала, која што веќе 2 години добро ја испромовираме, а веќе да не го ускартуваме правото на нашите иселеници во Канада, Америка и Австралија да директно преку сателитскиот програм на македонската телевизија бидат пренесувани овие песни. Сметам дека и покрај тоа што задоцнивме можеби 2 месеца, месец и пол околу одржувањето на фестивалот, дека фестивалот сепак ќе се одржи. Не сме, знаете зошто дојдов до заклучок дека фестивалот мора да го одржиме? Во најубавите и најтешките времења кога имало и немало пари, Фолкфест Валандово, затоа кажуваме бренд, и сите претходни луѓе кои што како уметнички директори и директори на фестивалот го одржувале во сите тешки и турбулентни времења сме успеале да изнајдеме финансиски средства и заедно со македонска телевизија да го пренесуваме. Во овие многу поубави и подобри времења не смееме тоа да го дозволиме и затоа предмалку кажав и да не се пренесуваше, сепак ќе се одржеше Фолкфест Валандово. Каков е интересот за Фолкфест годинава? Дали има голем број на заинтересирани учесници? Оваа година имаше негде околу 56 песни, бидејќи случајно бев на преслушувањето.
одбрани се, мислам, 22 песни, не ме фаќате за зборот, меѓутоа имаше голем интерес и сметам, прашувајќи ги стручњаците кои беа во комисијата, бидејќи во комисијата нашата е стручна, тоа се декани на Музичката академија во Штип, во Скопје, познати естрадни уметници, текстописци, музиколози. Сметам дека по нивното зборување и искази дека ќе имаме добри песни. Покрај тоа што сметам дека и ланската година имавме добри хитови и добри песни. Многу луѓе ќе ме прашаат, вика, градоначалниче, нема заинтересираност многу околу фестивалот и така, меѓутоа јас не зборувам дека е така. Знаете, некогаш салата и не ја наполнуваме. Меѓутоа јас едно се прашувам, дали ќе можеше да се одржи една македонска свадба во Република Македонија доколку не беа песните на Фолкфест. На многу свадби одам. 50% од песните кои се пеат на свадбите се токму од Фолкфест Валандово. Значи, почитувани граѓани на Република Македонија и на општина Валандово и на сите кои ја сакаат музиката, Фолкфест Валандово е столбот на македонштината, односно на испеаната македонска песна. По повод 30 години од постоењето, односно од почетокот на Фолкфест Валандово, беше реновирана фестивалската сала и преименувана во Јанко Узунов. Дали тоа беше всушност и причината поради која што се помести терминот, односно датумот на одржување на Фолкфест, бидејќи нели дотогаш се одржуваше конкретно месец мај? Така е. Успеавме и голема благодарност до Министерството за култура и до министерката, особено бидејќи тоа беше и барање од лично тогашниот премиер Никола Груевски, да Валандово после толку години веќе не биде летна фестивалска сцена и да биде сцена која што нема да постои само за Фолкфест Валандово, меѓутоа ќе може да се одржуваат многу манифестации во текот на сите 12 месеци во текот на годината. Добивме прекрасна сала и можам да кажам, бидејќи сите сали ги имам посетено во Република Македонија, дека е најубава фестивалска сцена во Република Македонија. Министерството за култура ни одвои 25 милиона денара, успеавме да направиме навистина бренд. Тоа беше од група на млади луѓе именувањето на салата во Јанко Узунов, да не зборуваме за Јанко Узунов, валандовчанец, човек кој што активно учествуваше во промоцијата на Фолкфест Валандово, кој што многу млади генерации успеа со својата сопруга да ги извади од анонимус и да бидат сега во нашите хорови, каде не, да ја прекрстиме и да добиеме една навистина фестивалска сцена. Една од причините беше, бидејќи градежните работи траја до месец септември, па дури првиот фестивал тоа беше во 2014 година, да, 2014 година го државме во месец октомври. Меѓутоа, ќе видиме со Министерството, ние ќе го држиме фестивалот, моето барање ќе биде и за молница, дали ќе ми биде прифатено до Министерство за култура да оваа година, односно 2017 фестивалот си го вратам во месец мај, доколку може. Бидејќи Министерство за култура има стратегија да еден фестивал имаме од народна музика, еден од забавна во Република Македонија, еден забавен, еден народен. Не ветувам дека ќе го вратиме, меѓутоа сметам дека после разговорите со министерката и ако постои добра волја и успееме навистина да ги изложиме нашите аргументи, мислам дека Фолкфест Валандово треба повторно да го вратиме во месец мај. Меѓутоа, за тоа не можам однапред да зборувам. Очекувате ли голема посетеност за време на фестивалот и дали освен македонските изведувачи, еве постои интерес и кај изведувачите од соседните земји да учествуваат на фестивалот, бидејќи нели знаеме дека досега имаат учествувано многу пејачи од соседните земји. Така. Јас као градоначалник и лекар по професија не би требал за ова да зборувам, јас ги знам работите, меѓутоа ова е работа на уметничкиот директор. Знаете дека владата на Република Македонија, односно Министерството за култура, за една склопена комплетна композиција го плаќа учеството од 500 евра. Што значи му беше дадена задача на уметничкиот директор Орце Гелевски, доколку има од Србија, од Босна или било каде да ги промовира и да им ги понуди своите песни. Јас колку што знам, ова година ќе немаме одстранство пејачи, колку што знам, и колку што сум информиран, меѓутоа знам дека ќе има убави песни.
Знам дека сите гости кои што ќе дојдат заедно со пејачите и повозрастните пејачи кои оставиле берег на Фолкфест Валандово и кои што ќе пеат во петокот на промотивната вечер, со добра душа и срце, како што знаат валандовчани, ќе бидат пречекани, сместени во хотели и ќе направиме една заедничко дружење и забава. Знам дека салата ќе биде полна за овие две вечери, и за првата и за втората вечер, и дека градот Валандово со топло срце и душа, пак ќе кажам, ќе ги пречека сите овие пејачи. И покрај тоа што временските периоди, знаете дека нашата сала нема систем за затоплување, меѓутоа ние мора да се погрижиме како локална самоуправа да и тие услови успееме да ги овозможиме на сите учесници и гости кои што ќе ни бидат таму, така да мислам дека Фолкфест Валандово ќе помине во најдобар ред и дека, пак ќе се повторам, сите гости бидат задоволни од нашиот пречек. Помина ракијадата, предстојат манифестацијата 6 ноември и Фолкфест Валандово. Што е следно, еве, до крајот на оваа година, дали ќе организирате уште една манифестација во Валандово? Ќе организираме уште една манифестација, особено околу дочекот на новата година. Ние секој 7 јануари, еве, малце преминуваме во 2017 година, имаме заедничко дружење и собир на граѓаните од општина Валандово во централното градско подрачје, каде што имаме изведувачки групи, ни учествуваат Кут Гоце Делчев, значи ќе имаме една програмска активност каде што ќе имаме служење на топол чај и варена ракија, ќе имаме добар огномет, едноставно ќе имаме дружење на 2-3 илјади луѓе на плоштадот, заедно со најмладите генерации. Дедо Мраз со својата санка ќе шета низ градот Валандово, ќе им дели чоколада и бомбончиња, награди, ќе се сликаат нашите дечиња заедно со Дедо Мраз. Тие активности ќе ги имаме 2-3 дена и веќе на 1 декември градот Валандово и приградскиот дел на градот Валандово ќе биде украсен новогодишно, како и секоја година. Ние распишуваме тендер, го украсуваме градот, бидејќи заслужуваме, градот Валандово и општина Валандово заслужуваат да бидат новогодишно украсени, бидејќи тој е еден ден, али оваа година решивме 15 на дена порано да го украсиме градот. Значи, веќе од 1 декември сметам или 2 декември градот ќе биде украсен и украсувањето ќе стои некаде до кај Стара Нова година 13 јануари и тогаш ќе биде одстрането. Ќе имаме огромна елка и убаво украсен плоштад и шеталиште кое што сите го знаат во градот Валандово. Градоначалниче, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и да бидете гостен во нашето отворено студио и се надевам дека повторно ќе имаме можност во некоја наредна прилика да разговараме. Чест и задоволство ми представува, благодарам и на вас за поканата. Ви стојам на располагање за која сакате тема и кога сакате да ме поканите и да продискутираме. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание со нови теми и нови содржини. Се гледаме во наредното издание. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!